Почитувани, владата на СДСМ и ДУИ на заминување на улица остава околу 1000 вработени во јавните здравствени установи. Станува збор за лица специјализирани од сите области, односно за здравствени работници кои професионално и пожртвувано биле посветени и имаат дадено огромен придонес во јавното здравство и во третманот на пациентите. Токму континуираната негрижа за кадарот и несоодветните услови за работа, во комбинација со лажните и манипулативни ветувања, придонесе во одредени здравствени институции да се затварат цели оддели, да елементарни примери за негрижа на кадарот бидат затварање на пунктови на итна медицинска помош, намалување на капацитет на лаборатории, намалување на капацитет на вакцинални пунктови и низа други служби, со што значително се оттежнува пристапот до здравствените услуги. Истите овие лица се известени од менаџерите на јавните здравствени институции повеќе да не доаѓаат на работа. Пораката од владата на СДСМ и ДУИ, испратена до директорите на здравствените установи, гласи од прилика вака. Почитувани колеги, како што сте информирани до сега, не ја добивме согласноста за договорите на дело, треба да ги известите вработените со договор на дело повеќе да не доаѓаат на работа. Така како што веќе објави и медиумите, деновиве здравствените работници со договор на дело во Здравствен дом Скопје на повеќе клиники и болници останаа на улица, останаа без своите работни места. Јавно прашуваме, кој конкретно со име и презиме е тој што со една порака ги остава на улица здравствените работници? Зошто се чекаше последен момент предизморно да се најави решавање на статусот на вработените со договор на дело, иако беше јасно и предупредувавме дека овие ветувања се нереални и манипулативно најавени? Како се дозволи душе грижниците од власта за се друго да изнајдат средства, освен за тие кои што спасуваат човечки животи, за кои што се тактизираше до последен момент? Во 5 минути до 12 и во последен момент со една вибер порака ги оставаат луѓето на улица. Едно е јасно. Ова е пораката која ја испраќаат СДСМ и ДУИ на медицинските лица, условно кажано како заслуга за пожртвуваноста и нивните надчовечки напори да се справат со секојдневните предизвици во здравствениот систем. Уште кога ветуваа, предупредувавме дека станува збор за манипулација на овие лица и дека една од многобројните предизборни лаги сега се потврди. Многу скоро ќе ставиме крај на ваквите лоши практики и во соработка со Сдруженијата на здравствените работници ќе превземеме конкретни мерки со кои на дело ќе покажеме што значи грижа за здравствените работници и за нивниот статус. ВМРО ДПМН ќе работи на задржување на здравствените работници во земјата и ќе ја зајакне основата на здравствениот систем, а тоа е јавното здравство. Ви благодарам на вниманието.